нема сон за Ноди. Пријатна вечер во земјата на играчките, а Ноди се вози наоколу по уличките низ градот. Види автомобилче, господин Искра е се уште во гаражата. Ајде да видиме што прави. Здраво, господин Искра. Зошто работиш толку доцна? Здраво, Ноди. Решив малку да се позанимавам со поправката на овој мотор во доцниве ноќни часови. Си решил да си легнеш подоцна? Па понекогаш останувам доцна да работам или да читам, или пак доколку треба нешто да подрачистам. Кога нема никој наоколу се чувствувам како градот на играчки да ми припаѓа само мене. Целиот да ти припаѓа тебе? Ова звучи забавно. Мислам, никој ако не ти пречи или не те застане да те поздрави. Како јас сега. Епа, добра ноќ, господин Искра. Добра ноќ, Ноди. Автомобилче, ај и ние да бидеме како господин Искра и да остануваме будни до доцна. Мислам, ако одам во кревет сега, веднаш ќе заспиам. А кога спиам, ништо не можам да сработам. Ако останам доцна, ќе си ја прочитам мојата нова книга. Аф, рече кучката. И така срукното кетренце, леле мислев, срекното кутренце си ги затвори своите очиња и заспа и крај. Влези! Тоа е мојата шапка, а не вратата. Тоа беше добра приказна. Не може да ја прочитам ако бев заспан. Што би можел друго да направам? Да порасчистам малку. Никогаш не наоѓам време за тоа. Се си изчистив и избришав прашина и пак избришав прашина и уште еднаш зачистив и сега можам да си легнам. Чекај малку. Не можам. Господин Искра никогаш не би отишол в кревет толку рано. Ми текна. Ке одам да го посетам господин Джамбо или децата на господја Кегла. Тие сакат да си играат. Веќе ми се спие, но креветот ке почека. Се уште не сум уморен и ке останам буден. Светлата кај Джамбо си згаснати исто како кај децата на господја Кегла. Сите спијат. Нема никој со кого можам да играм. Чекај, има уште една личност, а тоа е господин Искра. О, не, дури господин Искра заспал. Само јас сум буден. Патиштата наоколу се само мои. Тогаш ќе се возиме наоколу чатурниче. Сигурно 1130 часот. Никогаш не сум остарал толку доцна. Ова е забавно. Ќе си се паркирам и ќе размислам како можам да се забавувам ноќна. Знам, ми текна. Можем додам да видам ушко.
Што правиш тука, Ноди? Здраво, Ушко. Сакав да наминам кај тебе. И ти остана ноќеска до доцна? Ноќеска? Ти смешен малечок, Ноди. Но сега е рано утро. Време е за будење. Утро? Кога дошло утро? Пред 2 часа. А денес ти треба од железничката станица да собереш некои пратки, а потоа да ги испорачаш. Се сеќаваш? А, да. Треба да тргнам сега. Ти благодарам, Ушко. Чао. Да видиме. Свртувам овде. Потоа така. Здраво, Ноди. Здраво, те си. Сега да треба да свртам овде. Потоа продолжувам право. Барем така мислам. Здраво, те си. Каде одиш, Ноди? На железничката станица. На станицата е полној пат. Ти возиш постојано во круг. Опса, ти благодарам, те си. Здраво, Ушко. Испорачувам пратки. На вистина? Јас што туку поминав крај железничката станица и ги видов пратките наредени на платформата. На вистина? Заборавив заборавив нешто. Чекав цела недела за мојата нова шапка. Не знам, мислам... Клучо далат? Како можам да носам вакво нешто? Леле, тоа требаше да му го дадам на господин Искра. Се прашувам, што ли сум му дал нему? Овие нови алатки секоја година стануваат се почудни и почудни. Ушко, зошто возиш со велосипедот наназад? Јас не. Ти си тој што го возиш твоето автомобилче наназад. Го слушнава автомобилче? Еј, на вистина, јас сум бил тој што возел наназад. Прости ми, автомобилче. Добро си? Зошто возиш наназад, Ноди? На вистина не знам. Малку сум уморен, останав до доцна ноќеска. Што? Ноди, ноќта е време за спиење. Но многу работи ми остануваат несработени. Но претходно мора да го одмориш твоето тело доколку си решил малку повеќе да играш и да работиш следниот ден. Ете зошто сега се чувствуваш толку уморен. Господин Искра не е уморен, а и тој останува до доцна. Ноди, кога ќе решам да останам до достава ноќта, претходно гледам прво добро да си дремнам. На вистина? Се разбира. И запомни, на младите луѓе како тебе им треба многу одмор, дури многу повеќе отколку на возрастните. Јас не можам да сопрам со процевање, а во исто време погрешно ги сработувам работите, за да можам да си играм. Токму така, а доколку не си доволно насман, може да се чувствуваш нервозно следното утро. Во тој случај, од сега натаму ќе гледам да бидам доволно наспан. Да. Супер! Бидејќи од утре и онака ќе бидеш зафатен со проверка дали сите пратки се уредно доставени на вистинските адреси. Веднаш одам дома. На моето тело идно му е потребно да се одмори. Ноди, ти си премногу уморен да возиш, но јас имам идеја. Слушај. Добра идеја, Ушко!